македонското општество пополаризирано не било никогаш. И мене ме следи чувството дека таа поларизираност за можеби за среќа во овој момент е многу поголема партиска отколку ли што е етничка и најмалку религиозна, што е исто среќна околност. Значи, јас често присуствувам на протестите кои што ги организираат за заедничка Македонија, граѓанското движење, и можам да видам од различни националности и од различни религии. Но факт е дека во ваква сега поларизираност единствено решение е единствено решение според мене, види Маријан, секоја политичка криза завршува со избори. И ние не можеме тука сега да се прават, ја не знам што размислува сега, еве, дошол Хан, па нели видел дека 200.000 граѓани се на улица. Ако ти имаш, еве, над 100.000 граѓани на улица, тоа значи над 5-10% од населението, од вкупното население во Македонија издагло на улица. Тоа не се прави нити со пари, нити со ништо, него единствено тие луѓе почувствувале страв за иднината на својата држава, своето семејство, својот имот, своето поколение. Не постои друга сила моторна која што може да ги натера толку луѓе да излезат. И тоа предпоставувам, ако имаат три чисти било кој од тие кои што се нарекуваат сега дипломати и политичари, предпоставувам дека им е јасно. Нејасно ми е мене после вчерашната средба на Хан, кој што тоа нешто не сакаше да се сретне со представниците на граѓанското движење, туку крајно игнорантски односи имаат, како да не постојат луѓе на улица. Доволно години имаме, доволно ја познаваме историјата, дека не постои сила нигдека во светот кој што на токава маса на луѓе, на токави реки на луѓе, може да ги стопира или да спречи да направат некоја работа. Во даденава ситуација имаме две варијанти, три варијанти се у принцип, не се само две. Двете се на ВМРО. Едната е малцинска влада, другата се предвремени избори и третата си е на СДСМ да има влада. Таа е Ама и таа е опција. Да, опцијата која што е политички опции се, вие ако седнете сега со некој кој што се така е, овие две. Значи, таа опција да се тргне на сила да формираат влада, тоа е гарантиран судир во Македонија. Значи, тука со кого? Народ полиција? Не, народ полиција. Не постои таа полиција што може да го стопира. Судир во делот на тоа дека таа институција, еве собранието, ќе биде освоено од граѓаните. Па веројатно ќе треба полиција да го брани. Па добро, ама таа полиција верувам дека најголем дел од луѓето исто така тие се во ред платени да ја штитат имотот на државата, но тие имаат фамилија тука во Република Македонија, тие исто живеат како ја и ти, секој ден одат во продавница, купуваат леп, млеко, значи нормален живот имаат, надвор од делот на униформа. Добро, вие да дојдете да дојдете, не, ама тоа е многу известно сценарио. Јас мислам дека на било кој сигнал дека никој не го посакува Македонија. Во ред, но треба да им биде јасно на предпоставувам дека Заев кога ги дава тие изјави, од типот ние ќе направиме вака или онака, немој он као да не гледа телевизија и да не ги гледа тие луѓе на улица. И колку таа влада и да ја формираат би останала на позиција влада? Тоа е таа реалност која што генерално Заев не сака да ја погледне. Он не може да прифати дека има таков резултат со кој што нити може, нити смее во Македонија заради тие, нели, победник во македонски дел, победник во албански дел. Но ниту број на мандати, нити подршка кај граѓаните за да тргне да прави влада. Од тука предпоставувам е јасно дека тоа би било нешто преодно, дека нешто кое што реално може кратко да трае. Сега на улици има над 100.000 граѓани. Повторно ќе кажам, кога би се тргнало кон тоа да тој прави влада, уверен сум дека би се дуплирале бројките на луѓе на улица. Од тука за мене единственото решение е нови парламентарни избори. Кога тоа мора да седнат сепак
политичките партии да го И договорат. тие избори се некако врзани со некаква влада која треба да ги до тогаш организира. Во ред, но за да дојдат до тие избори, ете доаѓаме до тоа. Треба да седнат политичките партии да се договорат и претпоставувам дека би се одало на некоја влада од типот како што и моменталнава, со некој паритет на пропорционално кој колку Пржино влада. па како сакаш наречи ја, но со број на министри како има сега во број на пратеници во собранието, но со лимитиран крајно рок со до датум кога би имале парламентарни избори. Тоа е единственото нормално демократско решение. Сето друго е вовед во уште во лоши сценарија. Ние сега не можеме да кажеме на крајот на криштата, ние и минатата година, и предминатата година, и години други сме имале луѓе на улица и тоа е демократско право. Протестирале луѓе за ова или за она. Но оваа бројка на луѓе кои што сега ја има на улица е нешто кое што никој нормален човек не смее да ја занемари. Таа е, повторно ќе кажам, како маса на луѓе мирна, но во било какви непосакувани за таа група на луѓе ситуација, мислам дека многу лесно може да се радикализира. Председател на државата е дел од целиот овој процес. Вчера немаше средба со комесарот Хан, Иванов вели дека останува на ставот кој што го соопшти околу прашањето за доделување на мандат за состав на влада. Меѓународната заедница во таа негова одлука препознава непочитување на основното демократско право, тоа е мнозинството во парламентот, без разлика какво е, кој е, да може да го оствари легитимното право да создаде извршна власт. Ајде малку околу да проанализираме околу одлуката на председателот Иванов, дали таа многу дел од експертите на блиски до СДСМ тврдат дека тоа е прекршување на уставот. Од друга страна, Иванов и понатаму стои на ставот дека доделувањето на мандат во вакви ситуации, со ваква платформа и со вакви политички констелации може да ја разгори дополнително состојбата во Македонија и дека за доделување мандат е потребно убедување дека нема спроведување на вакви агенти. Кој е вашиот став во поглед на одлуката на Иванов и неговата позиција во овој момент во државата? Има две работи кои што би сакал да ги напоменам. Број 1, значи не само господинот председателот Иванов што говори, не само што немал број на луѓе кои што говорат, меѓу кои што се ставам и јас, дека таква влада би донела до федерализација, поделба и распад на државата. Само човек кој што не сака да погледне, во денешно време не погледнал да види што тоа пишуваат, говорат странски по странски регионални медиуми, зборувам. Српски, бугарски, грчки, босански, хрватски. И тие луѓе подеднакво исто го пренесуваат и нивните аналитичари го говорат тоа дека ако се случи таква влада помеѓу Заев и албанските политички партии, на основа на таа тиранска платформа, дека тоа е сигурен влез во распад на државата. Од тука, председателот на државата е должен да го чува суверенитетот на Република Македонија. И тој тоа го прави. Тука, мислам дека се друго што би направил тој би било и противуставно, и противзаконски, и против интересите на Република Македонија. Ако, повторам, ако 80% минатата недела имавме прилика да видиме анкета. 80% од граѓаните на Република Македонија не ја прифаќаат таа тиранска платформа. А актуелните подписници на барање за мандат од Иванов, предводени од Зоран Заев, нити Зоран Заев, ниту било кој од тие подписници, ајде албанскиве политички представници, колку се таму 18, 20 се Мухамед Зекири и
нели има уште една албанка во СДСМ. Ами овие останативе, еден ти си слушнал да излезе и да каже јас не гласам за тиранска платформа, јас не прифаќам поделби во Македонија, не ги прифаќам тие работи. Како да се адресира, како да се објасни на меѓународната заедница моментот зошто не може да се формира влада, мнозинство кој што има мнозинство во парламентот? Многу е едноставно. Во оној момент кога било кој политичар, без разлика од каде доаѓа, дали полјакот, дали тие Естонија, Летонија, бугар ли е, овие пак ќе речем балканците не разбираат, затоа што сите тие си ја имаат многу горечки таа мака. Но германци имају во Полска, има и во Австрија и во не знам каде. Зашто Меркел не излезе и не направи се германска платформа во која што ќе се грижи за тоа дека не знам како јазикот требало, што сите тие работи кои што директно би значиле дека тоа германско население кој што живее во соседните држави тежне кон одвојување автономна или кантонална или пак федерален дел на Полска да одвојат. Како ќе реагираат пољаците? Дали полскиот председател или полскиот парламент би го прифатил тоа?